Добар ден, драги ученици! Јас сум Бавка Џинов и сум наставник во Основното училиште 11. октомври во Скопје. Многу ми е мило што сум дел од тимот на Училница. Денешната наставна содржина која треба да ја обработуваме се вика споредување на материјали. За оваа наставна единица вас ви е потребно пред себе да имате прибор, односно пенкало и тетрадка за да прифаќате забелешки. Во оваа наставна единица имаме цел да разликуваме физички од хемиски својства, да знаеме кое е физичко својство, а кое е хемиско својство. Да научиме да напишеме повеќе различни својства на материјалите. Да разликуваме природен од вештачки материјал и да го опишеме нивното физичко својство. Всушност, треба да знаеме да го поделиме кој е природен, а кој е вештачки материјал. Иако знаеме дека природниот материјал го добива човекот од природата, го обработува за своите потреби, но понатаму не ги менува неговите структури. Па така, како што напоменав во претходниот час, дека научниците ги користат својствата за да ги опишат материјалите, а не предметите. Ние во претходниот час разгледавме и се запознавме со некои својства, тоа всушност беа физички својства, па од тука може да кажеме дека својствата на материјалите се делат на физички и хемиски. Да повториме некое својство од минатиот час. Например, тврдост, кртост, мекост, густина, растегливост и така натаму. Всушност, дефиниција за физичко својство е дека физичките својства го опишуваат материјалот и начинот на кој тој се однесува. Додека хемиските својства се однесуваат на хемиски реакции на материјалот, при што се образува нова супстанца. Тоа се хемиските реакции кои што поддетално ќе ги учиме во следните лекции, но претходно сега ќе истражуваме за други физички својства. Ајде сега да објасниме повеќе физички својства, да го дадеме нивниот опис и да дадеме некои примери во врска со тие својства. Например, првото својство кој ќе го опишеме е температура на топење. Температура при која се топи еден материјал. Че има доста метали кои што имаат висока температура на топење. Например, тука имаме на сликите, првиот метал кој што го одбрав е берилиум и може да видиме дека има 1287 целзиусови степени. Вториот метал кој што го имаме на слайдот е златото. Знаете дека и тој се топи и дека 1064 целзиусови степени. Железото се топи на 1530 целзиусови степени. Всушност, ќе кажеме дека доста метали имаат висока температура на топење. Следно својство кое што ќе го опишеме е температурата на вриење, односно тоа е температура при која врие еден материјал. Например, некои метали имаат висока температура на вриење, како на пример на сликиве што земав од метали. Алуминиум има висока температура на вриење 2470 целзиусови степени. Бакарот има 2562 целзиусови степени, а додека пак железото има 2862 целзиусови степени.
Следно својство кое што треба да го опишеме, тоа е кртоста. Кртите материјали се разбиваат или кршат кога ќе се удрат со тврд предмет, например со чекан. Например, дадено ни е на сликата стакло. Тоа е кршлив материјал, но може да го опишеме уште и како тврд, но и како крт. Додека флексибилноста е следното својство кое што ќе го опишеме. Флексибилните материјали се виткаат, но кога ќе се примени сила врз нив. Вие знаете и во училиште користите некој од вас пластични линијари. Тие пластични линијари се еден вид на пластика која е флексибилна, ќе го извиткате, но повторно кога ќе нема да употребите сила, ќе се врати, значи во првобитната положба како што бил. Значи дека тоа е својството флексибилност. Следно својство е ковливост. Некои материјали можат да се обликуваат без да се скршат. Например, од металите, бакарот, така да има доста бакарни садови кои се користеле порано како прибори за храна. Еве тука имаме на сликата еден сад од бакар направен и еден следно кое што може да го опишеме својство е силата. Значи, она издржливост при истегнување со што ќе го извлечеме материјалот додека не пукне и ја измериме неговата потребна сила е својството сила. Значи, јажето може да кажеме дека е направено од цврсти и издржливи материјали, а рачките се обложени со мека пена за да може да имаме комфортно движење. Следено својство кое што треба да го опишеме, тоа е прозирноста. Значи, светлината поминува низ материјалите и може да се види низ нив. Овде го потребуваме стаклото како сферно огледало ние моментално, што е опишано дека светлината поминува и тоа е во разни бои, за да може да се гледа низ нив. Следно својство кое ќе го опишеме е непрозирноста. Че не може да се гледа низ материјалите, светлината или пак се одбива, или пак се абсорбира од нивната површина. Например, тоа може да биде пластика, може да биде некој друг предмет кој што ќе се одбие след светлината од површината. Следно, магнетност. Некои материјали произведуваат магнетни полиња. Например, на сликава имаме потковичен магнет. Тој е направен од железни легури. Магнетот е направен во форма на патковица, значи има два магнетни полови линии и ова форма овозможува да создаде силно магнетно поле меѓу половите, да му дозволи на магнетот да го собере тешкиот метал железото. Оној кој што има посилни магнетни својства ќе го привлече оној кој што има послаби магнетни својства. Такви метали кои имаат магнетни својства се железо, кобалт, никел. Следно да наброиме уште неколку физички својства. Тоа се мекоста, тврдоста, мазно, сјајно, рапаво, звучно, водоотпорно, растегливо и така натаму. Кај растегливоста може да напоменеме дека можат да се извлечат во жици, например бакарни жици, калени жици и така натаму. Че не може да се скине, туку може да се извлече во жица. Од минатиот час може да кажеме дека различните материјали имаат различни својства. Со тоа ќе докажеме дека различните материјали може да ги поделиме, да ги групираме на две групи – природни и вештачки. Природни материјали
знаеме дека се оние материјали, како што напоменав и претходно, кои човекот ги добива од природата, ги обработува своите потреби, но не ја менува својата структура. Тука припаѓа металот, каменот, глината, дрвото, кожата, волната, крзното, памукот. За памукот може да кажеме дека расте во грмушки, меке, беле и најважна индустријска култура која е потребна да се добие за ткаенини и предиво. Додека пак вештачките се оние материјали кои што се користат како што се, например, легури. Тука од легури имаме спомнато бронза и месинг. Значи, легури се смеса на на два метала, односно може да биде и на метал и неметал. Во случајот бронзата е една легура која што се состои од металот бакар и калај, додека месингот е легура која се состои од бакарот и цинк. Во полимери се гледа и од сликата, припаѓаат разни типови на пластика, че пластиката може да се обликува во различни предмети, филмови, влакна, да се обликуваат, да се прават предмети со различна форма, а може да се бојат и во различни бои. Тие се отпорни на вода, атмосферски влијанија, корозија, некои хемикали, па дури се издржливи и на високи температури. Следни вештачки материјали кои ќе ги споменеме се и полупроводниците, односно тоа се материјали кои имаат својства на проводник и на изолатор. Додека биоматеријалите се супстанци кои направени за да се комуницира со биолошки системи во медицинска намена или пак терапевска намена. И како што ви гледаме, имаме керамика, тука припаѓа стаклото, но имаме и керамички тањери, керамички ламби, керамички столбни и така натаму, со тоа што ќе видиме дека доста употреблива е и керамиката за приборот за јадење. И на крајот ќе ви дадам домашна работа која што ќе треба да изработите. Треба да ги поврзете предметите, материјалите и нивните најкорисни својства од оваа листа во табелата, че во едната колона имате предмет, во другата имате материјал, во третата најкорисно својство на материјалот. Вие треба да ги поврзете, например, да кажеме, ролетна, дека се поврзува со алуминиум и дека има голема издржливост. Или пак ќе видите, значи може да искористите доста од овие својства кои што ќе ги поврзете со предметите и материјалите. Јас ви посакувам успешна работа, се надевам дека и доста ви бев од помош за оваа наставна содржина. Ви благодарам на вниманието и секое добро.